Гледа видеото како Копилјана, ретардирана у аеродром, злоставува и тепа девојче. Непунолетно, малечко, 12-13 години. Една джукела ја удира, девојка, другите навиваат, бараат уште, бараат покрај шамари со боксои да ја тепа. Се сеќавате на девојчето што беше тепано у Ѓорче, што го тера кучешки изме да јаде. Се сеќавате на овој штип, исто малолетнички, 12, 13, 14 години. Се сеќавате што треба да ни се случи втор Коста, како се викаше тој монструмот што испотепа у клас свој другарчиња во Рибникар, во Белград, во школото Рибникар. Тоа треба да чекаме да ни се случи, за конечно да изреагира државава. И се случи, имаше пукање у едно школо. Копил влезе која пукаше. Само што не утепа никого. Следниот што ќе влезе, ќе утепа 15 души. И тогаш ќе биде Македонија завиена во жалост. Денови на жалост у Македонија. Курот на магарето у Македонија. Касно е тогаш. Ако овие джукели не се приберат у затвор сите по поправни домови. Еден ќе изградите поправен дом, пари што се зимаат од ова од она, ќе се направи еден поправен дом со златни шипки, решетки. И ќе се турат сите внатре. И тоа као зоолошка ќе биде и доаѓаат други деца да ги гледаат. Карта ќе наплаќаат. 50 денара, за да си ги гледаат врсниците, тие што биле силеджи, насилници, како дремат за решетки. И вака нека им фрлаат парчиња банана или поима неам двопек. Говеда одгледуваме, не младина. До тамо се сроза образованието. После сите се чудите, имало некоја Тамара, професорка на Штипски универзитет, како за 300 евра мито зимала за да пушти некого на испит. Која Тамара, бре? Знаете колку Тамари има во Македонија по факултетиве? Знаете колку имаат завршено факултет, а не знаат што завршиле? Знам такви. Спортисти се бивши. Кога прашав, одам да дипломирам, кога прашав што дипломираш, немам поима, ми вика. Како бе, викам, немаш поима? Ја тогаш прв пат у шок бев. Немам поима, бе, вика, како ми се вика факултетот у Источна Македонија, еден факултет. Да не зборам за овие ваму западна што се. Да не зборам дека тие испити се полагаат у кафана. Го викаш професорот и му го даваш индексот да ти го потпише, индексот имаш 100 евра или 200 евра. Не бе апсени у време на Грујот тие славните професори од економски факултет за мито? Која година беше тоа кога ги апсеше Грујот? 2012, 13? Па јас знаев дека зимаат они мито, уште јако бев на факултет, имав девојка што беше на економски у тоа време. Ја бев на факултет за драмски уметности, она беше на економски. Тогаш се знаеше дека зимаат мито, дури Груевски ги уапси 2012-13, ова ви зборам за 93 година. И утре тој треба стручњак да биде да ја води држава. Утре таков некој ќе те оперира. Ќе ти отвара гради глава. Па остана за копилјаци, бе. Што е она, бе? Мушки од околу. Тоа сите треба да се приведат, бе, од прв до последен. Што навива, што гледа како таа джукелата си ја тепа другарката. Го гледавте видеото незаматено, мене ми го пратија, ја го видов. Тој страф у незините очи. Ја да сум татко, све живо ќе ги потепам и чкурне ме боли. Ама биле деца, ќе ги потепам, бе. И нивните родители ќе ги потепам. Све треба тоа да се поапси од прво до последно. Со се родители све у затвор. И све кривични пријави, и затворски казни. Тие копилјаците све у поправен дом. Од прв до последен. Шо се деси, бе, со тие у... Шо се деси со тие у вакво... Шо тера другарка им говна кучешки да јаде? Шо се деси, знае некој? Уштидат по психолози, разговараат. Место да имаат мајката у некоја полициска станица. Така треба, така беше. Си украл, шо си украл? Бандаж, точак си украл. Па прво не стигаше ти до полициска станица. Прво дома татко ти така ќе те убие од чутек, што полицајците жалки им биде да те земат, пак да те тепаат у станица. Тука ќе те сгази пред нив. Така беше. Со своји очи сум го видел тоа. Стигнеш до станица,
зграда ми беше, сум кажал еднаш тој другар. Ај сега вика татковот кого уби со боксовиот чутек, пред нив не може да го додржат. Ај вика се носете го станица. И пусти Јорго, го знаат сите полицајци од МВР, тогаш позорникар беше, после командир стана у пролече. И пусти Јорго му вика, шо бе брат, кај да го носам, вика го искрши од чутек ти, шо вика ќе му правиме сега ние. И тука знаеш дека више нема да му се повтори. Го уби од чутек. Го уби тука пред полицајци, милицајци се викаат тогаш. Јорго нема до ден ден свацата да му ја заборам. Тогаш млад полицаец беше. Кај да го носам, бе, вика ти губи од чутек се, кај да го носам ја? Не може да го задржат. Двајцата не може да го задржат. Нив ке ги потепаше. Срамота беше и точак украл. Уто украл го поважил, го остел негде. Него земал он дома, си го видел точаков, си го возил, си бил до центар, се вратил до аеродром, вртел крукчиње, она го остел негде. Ова што е? Што родители се тие бе? Шо имате вакви деца? Монструми ли сте и вие како нив? Вјебам све да вјебам по список. Да ви се плюкнам у семката и децата што сте ги направиле. Монструми као вас. Ово у аеродром. Секој ден ќе го јадам говна ако не ги поапсите родителите заедно со децата. Сериозно ви кажувам. Од јас знам како е исто тој булингот. Не на мене кој сум бил копил. На моите деца. Само што најмалата ќерка не може да ја тепаат, пошто ќе им ебе матер. Само тоа, ама секој друг вид булинг да. Малтретирање. Затоа сум ја селел од школа у школа. Тој психолошки булинг, тоа е нешто неиздржливо. Јас сум се восхитувал, сум им кажувал. На твое место, тато, многу би пукнале психички, она издржува. Само што не може физички да ја тепаат. Пошто им еба мајката еднаш на две девојчиња у школа, така што еби га, не знаја дека знае да се брани. И тоа гадно да се брани. Не знаеле, постари од неја една година, не знаја, се заеба. Па мене у школа ме вика. Па не вај се викнете ги родителите. У школа, у старото школа. Ама знаете што точно е, после од сведоци дознавме дека они први почнале. Не, викам, сега викнете ги родителите. Сакате втората страна, викнете ги родителите, ама ја ќе дојдем и со полицајци од за малолетничка деликвенција, пошто се е пријавена она дека е злоставувана и преку интернет и преку ова. Пријавено е. Ја ќе дојдам со инспектори од Карпош, па да видиме да се соочиме. Никад не ме викнаа. Никад. А викам, ама брутално крвнички, брутално ги тепаш. Нека ги убие, викам. Нека ги убие. Кур не ме боли. Вака и кажат на класната, вака ме гледаше. Нападната била. Држана од позади, фаќана, влечена за коса. И ме бала матер, јебика, не знаеле, некад на погрешен човек се налетуе. На погрешен човек се налетуе. Не знаеш, може знае да се одбрани. Не до тој степен дојдовме. Да ја фати некој од позади, замислете да не знаела да се брани тогаш. Ке удирале, а биле собрани пак деца околу. И среќа некој тие деца после кажале како почнало сето тоа. 6 делиње беше тоа шкирка ми. Ти од 7 или од 8 нападна. Две девојчиња. Рекла она за едната од нив, не знам оваа го сака, глупости. Мајку ви ебам, ненормално, до кога ќе го дозволувате ова бе? Што родители сте ви бе? Што деца одгледуете бе? Како растат тие деца бе? Што гледаат? Од кај име оној ген убилачки за насилство, од каде име? Па тие ако навиваат на 12 години како чопор, глутница од идиоти, те па едно девојче мало, па утре за што ќе навиваат? Додека силуваат 10 души, они ќе навиваат. Стај го појако да вришти, така ќе викаат, мамицата да ви ебам. Па све треба да поапсите бе тамо бе. Уште вечера кај родителите да се влезат у затвор. Требаше да се деси оној Костел Рибникар. Па да ги осудат неговите родители сега за негрижа. Па сите се чудат зашто ги осуделе нив он пукал. Тоа е друга тема на муабет. Дете кој ќе го научиш од мало да пука од огнено оружје и кој ќе му го оставиш тоа огнено оружје на дофат, што можеш да очекуваш? Од пубертетлија, што не знае кај тера у животот, што не е оформен како личност, што нема супер его што ќе го контролира, што ќе му ги контролира нагоните.
Немав појма што е, кога ми го пратија на интернет, не знам гледано видеото. Немав појма што е. У аеродром. Кај шо глутница кој ќе нападнала едно дете као копилјација, кога сме били у близина, сме влагале да го браниме, иако не знаеш кој е копилјот од некој друг дел од аеродрома. Па сме влагале да го одбраниме. Или ако знаеме некој од глутницава што го напаја, па ќе застанеме тука, не бе човек, дај остај се, саме вие сте 10 души, па тука ќе се разберете, ај молим те остај го, молим те. Па ќе се разберете тука некако, па ајде ќе помине некад со еден шамар, со една клоца и толку, ај, пример. У екстремни ситуации. Што е ова бе? Нека пука, вика. Ајде уште еднаш, не вика сега ај со бокс појако да биде. Крв сака малиот. Тој мал треба одма да се фати на чутек да се носи у станица у аеродром. На чутек бре. Абе каков адвокат, каков родител, чутекот прво у комбе, не у станица. Ги одеш у станица, касно мора адвокат да дое. У комбе чутекот. Ама да го запамти цел живот. Ама бил малолетен. Абе што нека ве боли кур каков е. Да види како е кога пука. Да види како е со бокс кога добијаш у фаца. Да види како е од нос кој ти шика крв, од уста кој ти да осети бе, како да ти кажа, мора да осети. Па друг пат кој ќе биде у таква ситуација, вајда нема да вика, еј ај појако за да пука. Или ај се бапни бокс. Од ова не ми е доволно. Мојата душа бара повеќе. Следниот пат, еј еве ти шипка, мој со шипкава да ахнеш, да видиме како прска черепот, да видиме мозокот како истекува на асфалт. Може и тоа. А? Супер е копил, така? А ти ги ебам тие двајцата што те направиле. Говно едно психопатско. Говно психопатско. Вие ба мамата сите се криете по школи, по како се вика тие просветни инспекторати. Сите се криете за некои правила, прописи, коректности, мали биле, онакви биле, мора со ние педагог, па психолог, па идеме прво на психолошко советувалиште. Чутек, додека не проработи, нема од нив луѓе да стане. Страв и чутек, страв од лозието го чува. Тоа, муда гола, психолошки советувалишта, педагог у школа, курсе треса, знам бе, сум го поминал тоа. Тоа е све те викаат, тебе, мене на муабет ме викаат. Мене. Ама знаете, Кира секогаш сака да биде управо, да ова, да она, да... Добро, И тоа што им кажува дека не треба да оговараат, за тоа треба да биде малтретирана или омразена, што им кажува не ќе да слушам туѓи оговарања за други, пошто знам јако ќе нема да бидам тука, мене на ист начин ќе ме оговарате. Затоа што така кажала треба да биде малтретирана, треба да ја пофалите за тоа. А не да дозволите некој да ја малтретира и да оставате тој да се правите сите да ги миете рацете вака како Пилат. Кога го раснуеле Исус Христос, вака да ги миете, не сум крив тоа. Овие евреи бе, јас што имам врска со тоа, немам врска. А може се едно вакво да помогне да го спаси човекот. Или кој да е. Страшна работа до каква, до кој степен на не знам како, на сиромаштија, на обезвреднување на сите вредности на духот се доведовме. Не постојат више големите наративи што го држаа светот во некој баланс. Не знам да уверба за идеали за правда, за храброст, за само жртвување, за ова, за она, за вистина. Одгледавме генерации джукели најпримитивни, што се спремни све да направат само кејфот да си го направат, или да направат пари, што се спремни да згазат секога само своите кејфои да си ги исполнат. Шо? Пак како таа што ја тера малата говна кучешки даде? Пак нема ние јавноста да знаеме што се случува со овие джукели психопатски нивните родители? Пак ќе ги праќате по психолошки советувалишта? И педагогот ќе јаде говна со нив, ќе ги советува како треба со децата? Не бе, тие се испуштени од рука деца, и готово е со нив. Шо вие? Ти викам, шо е следно? Следниот пут со шипка ќе те падне некого челични. Следниот пут ќе ги дават со јаже. Следниот пут ќе ги пукаат со пиштол. Со нож ќе ги бодат. Шо е следно? Кој е следно? Нема следно. Ако не отидат у поправен дом и ако не јадат чутек секој ден, нема ништо да се смени кај нив. Буквално ништо.
Како успеавме, бре, толку да се расчовечиме за 30 години? Како успеавме? Тоа ти е, кој ќе го туриш на курот, она што порано го држала е оваа држава или овој народ што го држало е урамнотежа. Кој ќе му го срушиш образованието, кој ќе му гурнеш домашното воспитување, така што ќе уништиш фамилијата како јадро. Кој ќе промовираш разни вредности кои што уништуваат фамилијата, семејството. Која сите се тепаат да бидат најамбициозни, да бидат најдобри, најбогати. Тоа се случува. Ова е резултатот од тоа. Реформи во образование. Кој е бре образование? Кој е факинг образование? Кога имате 3000 како таа Тамара на Штипски универзитет мито што зимаат. Имате илјадници кои што имаат купено дипломата и уште илјадници кои што во овој момент ја купуваат. И кои што дипломирале, пример, оваа година буквално си ја купиле дипломата. Знаете какви факинг факултети има што не треба да постојат, што треба да ги нема на лицето на земјата, вклучувајќи и факултети уметнички и за глума, не треба да постојат, затоа што се пералници за пари и каде што студентите си ги купуваат своите дипломи, а за возврат не добиваат никакви услови, дури да сакаат да работат, да учат, прво немаат услови, второ ги немаат професорите, пошто ни приватни работи се бркаат. Си одат си бркаат приватни работи. Ке до еднаш ке се појави во годината, доке 5 пати. Толку. Со некои честни изузетци нормално. Секојаш има честни исклучоци. До тоа стигнавме. До таму стигнавме. Говеда со 2 грама школо отвараа факултети и универзитети за да произведат па такви говеда како нив со 2 грама школо, што не знаат името да си го напишат, да земат дипломи и да станат и магистри, доктори на науки. И партиски да добијат добри места, кај што има јака државна плата или да станат, не да боже, директори на јавни предпријатии, не знам какви државни компании, што се пола со странци и да зимаат огромни плати, аванти, не знам што да бидат, членуваат во управни надзорни одбори и така натаму. Луѓе со 2 грама школа со купени дипломи. Тамара земала 300 евра, па таа до сега земала веројатно 600 пати по 300 евра. А колку има како Тамара, знаете ли? Само да земам да ви ги набројувам факултетите и универзитетите што ги има Македонија. Што нигде не се гледа дека има толку универзитети и факултети. Нигде не се гледа. Она што се гледа е како да имаме полигони за одгледување силеџии. Тоа се гледа. Особено се гледа кај младиве, кај непунолетниве, кај основциве. Тамо најубаво се гледа. И кај средношколциве. Тамо супер се гледа. Каква ни е младината? Пак со честни исклучоци, ќе кажам. Имаше млади кои што укочани 20 пати влага извлекуваа луѓе од натре, своји врсници, за на крајот едва да преживеат или да го загубат собствениот живот. Има и такви. За жал, овие се повеќе другите. Имајте убав ден.